Малкумина обрнуваат внимание на извонредно важната ингеренција на Министерството за надворешни работи во постапката за издавање не дипломатски, туку граѓански пасоши за припадниците на нашата дијаспора. И тука една мала математика. Според актуелната власт, на сите избори победува со 200.000 гласови разлика. Од друга страна, според истата таа власт, во дијаспората има над 500.000, конзервативна проценка, или дори и околу 1 милион, не толку конзервативна проценка, носители на македонски пасош. Тоа се 500.000 или 1 милион потенцијални гласачи. Ако го споиме овој број со можноста за издавање граѓански пасоши, што мислите? Дали дипломатијата е релевантна или не за предстојните избори? До денес требаше една група наши колеги да заминат на служба во дипломатско-конзуларните представништва. За некој од нив, веднаш велам дека се тоа добри дечки и одлични професионалци. За жал, тоа не можам да го кажам за сите нив. Што е тоа битно? Па предминатата 2014 година, поточно во март месец, овој синдикат му сврти внимание на раководството дека на така наречена испомош во амбасадите се испратени само кадри со македонски етнички предзнак или барем колеги што не припаѓаат на некој од заедниците. На една страна останува фактот дека тоа беше еден вид дискриминација, но од друга, можеби треба да се направи уште една мала математика. По некои груби проценки, дијаспората е речиси пола-пола, во смисла на етнички македонци и македонци од друга етничка припадност. Дали се работи за игра на случајот, што на изборите во 2014 беа избрани тројца пратеници со македонски етнички предзнак. Во тој период имавме два вида сознанија. Едни од припадниците на дијаспората, а кои укажуваа дека се прават огромни манипулации во функција на изборите во амбасадите, каде има партиски кадри, и други од наши колеги, професионалци, за проблемите со кои се соочуваат. Меѓу тие проблеми се пристигање на наши дипломати во земјата на нивниот прием, што не се пријавуваат во домашното Министерство за надворешни работи. Барање да се исправат покани за експерти со нејасна или непозната експертиза, да добијат виза за таа земја, за да присуствуваат на непостоечки настан или настани. Барања прво љубезно, а потоа помалку љубезно, да им се овозможи пристап на тие дипломати и експерти до списоците на амбасадите, каде се евидентирани членовите на нашата дијаспора, што ја контактирале односната амбасада. Барања да се стапи во контакт со определени членови на нашата дијаспора и се разбира најстрашното – делење пасоши надвор од амбасадите. Дозволете ми да завршам со следново. Не случајно, упорно повторуваме. Професионализам. Тоа значи дека ни треба сериозен фокус на нашата дипломатија токму во време на избори. Само професионално, а тоа значи и неутрална дипломатија, може во најголема мера да ги попречи евентуалните злоупотреби на гласовите на дијаспората. Наспроти тоа, партиска дипломатија е само фикција. Се работи за партиски алали во функција на злоупотреба или тешка манипулација на гласовите од дијаспората. Во секој случај се оставаат огромни сомножи, поради кои не можеме и нема да можеме да кажеме дека се работи за демократски, фер и слободни избори.